За да имаме квалитетна и здрава исхрана, земјоделците треба да внимаваат на правилна употреба на пестицидите, вели професор доктор Душан Спасов. Според него постојат одредени параметри кои треба да се запазат при користење на пестицидите. Еден од најважните кои ги наведува Спасов е каренцата, односно времето поминато од последното третирање до бербата. Еден од најзначајните параметри кои најмногу треба да обрнат внимание самите земјоделски производители, тоа е каренцата. Значи, каренца е времето потребно да помине од последното третирање до бербата. Значи, за тој период се смета, од каренцата е одредена, значи, зависно од активната материја, зависно од препаратот, и се смета дека за тој период препаратот се разложува. Значи, се разложува и не е токсичен врз консументот, односно врз дали ќе тоа производ кој се користи за домашни животни, дали е производ кој се користи за свежа консумација за луѓето и така натаму. Значи, сите тие параметри, доколку се спазват, ние нема да имаме проблем во примената на пестицидите. Одредени препарати имаат многу ниски каренци, вели Спасов. Тој посочи дека некои пестициди кои се користат во градинарството не можат да се употребуваат во овоштарството и обратно. Затоа земјоделците треба многу да внимаваат при нивна употреба. Се работи, значи, за отрови, без разлика дали помалку или повеќе опасни, треба и така да се внимава. Значи, треба на претходно дадените параметри што ги спомнав пред се на каренцата да се внимава и така. А имаме препарати кои што и така имаат веќе денес многу ниски каренци. Ако земеме инсектицидите кои се употребуваат за сузбивање на штетните инсекти, кои се сметаат за едни од најаките отрови, од нив веќе имаме активни материи кои што имаат каренца 1 до 3 дена. Значи, само тоа е потребно да се спазат некои мерки да се употребат препарати, односно пестициди, кои се дозволени на одредени култури, еве конкретно за градинарството. Затоа што некои од пестицидите кои се дозволени во овоштарството не се дозволени во градинарството. Заради физиолошките процеси кои се одвиваат во самото растение во градинарски култури или во овошните и лозовите насади. Значи, да се избере пестицид кој е дозволен и да се спазват другите параметри, не би требало да има бојазност од појава на тие резидуи кои ги делуваат штетно врз човечкиот организам. На секој препарат на декларацијата има некои параметри на кои треба да се внимава, додаде Спасов. Освен каренцата, битни параметри за пестицидите се и ЛД или така наречена летална доза, резидуата, односно остатокот или количеството од активна материја од пестицидите.